Здравството, можеби да кажеме слободно дека е најкревката алка во нашиот систем. Со какви проблеми се соочуваат болничарите, ќе разговараме со моите гости, председателката на Унијата на медицински сестри, господјата Горданка Бешлиовска, се извинувам ако го кажав правилно вашето презиме, и господинот Салија Джеват, кој што е координатор на медицинските сестри, на акушерите, техничарите, албанци од Гостивар. Добро дојдовте во студио 1. Добро најдов. Ке започнам со вас како дама. Што е она што му фали на нашиот систем, односно во каква состојба ни е здравството во моментот? Пред се добар ден, честитки за почетоците на работата на вашата телевизија, многу успеси и се надевам убави теми по однос на сестрите и на сето оно што е засега нашата целокупна фела. Па јас, впрочем, би кажала, нели, од нивото на нашата фела, каде што сте опфатени сите наши сродни струки, каде што се медицинските сестри, акушерките, лаборантите и стоматолошките сестри, вие и сами гледате и слушате дека во изминатава година, од како се формираше Унијата на медицинските сестри, акушерки и стоматолошки сестри, ние сме многу активни со поставување на одредени решенија за нашите проблеми и истакнување, нели, на истите. Огромно е нашето задоволство, бидејќи како никогаш до сега нашата фела не била вака обединета, единствена селото самостојувањето од пред 25 години. Впрочем, можеби и ние сме самите како фела виновни во тој дел, бидејќи никогаш не се наметнавме како репрезенти и да си формираме свое тело условно како правен субјект, како што тоа го имаат значи лекарите како лекарска комора, ние да бидеме обединети во правен субјект комора, од каде што ќе бевме, нели, имплементирани во здравствената политика, па на некој начин ќе ги наметнувавме сите наши проблеми. И тоа што на нас ни фали сега во целокупниот систем е тоа што не сме имплементирани во здравствената политика, што немаме репрезент каде што ќе можеме. Токму затоа сакам да ве прашам. Фелата велите обединета, да, меѓутоа ние денеска испративме покана и до министерот за здравство Венко Филич или неговиот заменик, меѓутоа ни образложија дека не можат да дојдат. Има ли доволно слух од првите луѓе во оваа сфера? Па видете, да ви кажам, на наше општо задоволство, значи така ние и обстојуваме како фела цела оваа година, во која што нормално дека сите наши изнесени, па вие гледавте актуелна ситуација од минатата недела, каде што беше ставен предмет на разговор, односно анекс договорот се потпиша за покачувањето на ноќните трудови, меѓутоа тоа е еден селективен пристап за селективен велам во однос на целокупната наша фела и парцијален проблем од севкупните сите наши проблеми, меѓутоа е, нели, важно од некаде да почнеме. Ние почнавме со тоа што се обединивме. Почнавме со тоа што сите заедно, значи, имаме иста стратегија, имаме иста цел. Нашите статути на нашите здруженија, 5 кои што сме сите заедно обединети во оваа Унија, и оваа година на 11 мај сега, идниот месец, ќе го прославиме и ќе прославиме светската интернационална недела на нашите профили, значи на медицинските сестри и акушерките. И на таа меѓународна недела ќе го славиме јубилеот од една година постоење на нашето здружение за нас, кое што ги предводи сите други овие здруженија, каде што се и колегите од албанци од Гостивар, каде што е Сојузот на здруженијата со лаборантите од Тетово, каде што е Славјанка Влахчева, здруженијето на сестрите од Цистина и Сдруженијето на медицински сестри и акушерки Флоренс Најтингел и лаборанти од Тетово. Така да зборуваме за една фела каде што како бројка во овој момент сме некаде над 5.500 членство и тоа доволно зборува колку сите ние заеднички сакаме, значи, да си ги донесеме нашите решенијата, да ги донесеме да учествуваме во решенијата за нашите проблеми. Учествувате ли доволно воопшто? Па со оглед на тоа дека сега се препознавме преку активностите на синдикатот, каде што впрочем сме сите ние, нели, наши членови, ние имавме компромисни состаноци апропо подпишувањето на анекс договорот, каде што меѓу другото го искажавме нашето незадоволство за ова селективно и парцијално решение на ноќниот труд, бидејќи тука има многу да се дискутира затоа што ние во нашите струки не сме опфатени само во ноќна работа како што сме прикажани со 12 часовна смена. Впрочем, нас во болниците, во праксата, значи во примарното и секундарното и терцијалното здравство не има и во сменската работа, не има и во организирана работа од 15 часови на ден, не има и во организирана работа од 17 до 18 часа и во 24 часовни дежурства, не има како на повик во одредените служби за континуирана здравствена заштита и ги имаме колегите во ноќните служби во здравниот дом каде што работат исклучително во континуирана ноќна работа. Затоа јас велам дека е ова парцијално решение
решение, бидејќи ние брзо ќе искочиме со компаративни бројки на тоа колку сега има добробит нашата фела и за колкав број на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри се работи во овој момент кој што ќе го добијат условно ово покачување до 50% ноќен труд. И компромисните разговори беа во правец на што со сите овие други групи кои што во праксата работат во ваква организирана смена, како ќе ги обештетуваме нив, бидејќи И што очекувате вие од ова, бидејќи претходно знаеме дека за време на претходната власт барем имаше многу вакви барања, меѓутоа се отфрла. Имаше ветувања дека ќе се средат ситуациите. Јас напомнав на почетокот, многу голем проблем во кој што ние никогаш не се наметнавме како репрезенти и слухот едноставно не можевме да го добиеме на индивидуални начини, побарувајќи си ги индивидуално во болниците да си ги решиме проблемите. Ние имаме проблеми во образовниот процес, имаме проблеми во непризнавањето на нашето образование, немаме само проблеми во непризнавањето на ноќниот труд, не се нашите проблеми, меѓутоа условно сите наши проблеми потекнуваат од колективните договори. Колективните договори во органограмот на систематизацијата во здравствените институции ви ги развиваат личните доходи и сите оние добробити за кои што нели сите ние работиме. Во овој случај сега кога го добивме покачувањето само по основ на ноќниот труд, дискутираме како можеше вака селективно и парцијално да го добиеме само во овој дел, а да не го добиеме во основниот коефициент. Значи што сакам да кажам, во колективниот договор вие по образование сте толковани по единица коефициент чија што денарска противвредност е 12.654 денара. Условно ваквото во 50% покачување на ноќниот труд требаше да услови покачување паралелно и на основниот коефициент. И тогаш пресметувањето ќе беше на една друга база, на една друга основа. Во овој случај, значи нашите колеги и колешки кои што ќе бидат опфатени со ова покачување, ќе добиваат на месечно ниво во денарска противвредност не повеќе од 2000 денара за нивната ноќна работа. И тоа зборувам само за овие групи кои што остваруваат ноќен труд преку сменска работа. А за сите други кои што остваруваат вакво ноќен труд по основ на друга организација, на дежурства, 24 часовни и континуирани ноќни смени во ноќните служби, значи тие нема да го осетат овој добробит на таков начин, бидејќи се толкувани исклучиво само од 0,22 до 0,6 часот во 8 часовна ноќна работа, а остваруваат многу поголем број на работни часови кои што условно се нарекуваат смена, меѓутоа практично се тоа сатнина за дежурства. Да, се пак е работа. Да. Господине Джеват, ако бев точен во мојата најава, се работи за најкревката гранка во нашиот систем, во здравството. Се соочувате вие со истите проблеми? Значи, пред се ви благодарам за поканата. Се најавував за вашата телевизија. Проблемите постоеле и постојат. Значи, проблемите не се сегашни. Ние во здравството викаме не се акутни. Значи, овие се хронични проблеми. Меѓутоа, ние... Во цело здравство не се најде човек кој што тие проблеми би ги решил. Така, значи, проблемите и пронешниве години постоеле. Меѓутоа, ние не наидовме на заеднички јазик, тоест не наидовме на луѓе, тоест на организации кои што ќе бидеме вака уклучени сите и да ги решиме овие проблеми. Благодарение на сестра Гордана, која што ја презеде оваа иницијатива и не доведе до ситуација да ние сепак бидеме заедно и да ја оформиме во оваа унија, која што за прв пат не собра сите од цела Македонија, значи и западниот дел од каде што идам јас, од Гостивар, Тетово, Кичево, Струга и сите така градови, и така да ги почнавме да ги отвараме, да ги кажеме овие проблеми, и мислам дека ќе наоѓеме сега заеднички сили и јазик да овие работи ги средуваме. Мислам дека ќе успееме. Гласното говорење против системот, против министрите, против владата, секој пат со себе носат и еден вид на репресии или што е да е. Дали поради вашето гласно говорење и ова здружување на организациите, односно обединета фела, имате реперкусии? Па не би кажала дека имаме реперкусии со оглед на тоа дека сметам дека и на Министерството како раководна структура им е многу важно да имаат репрезент од другата страна преку која ќе ги донесат сите условно стратегии и наредни кои што нели во кои што ќе бидеме вклучени. Ако ние бидеме организирани во правен субјект каде што ќе ги добиеме јавните овластувања, а сметаме дека со волкава репрезентативност и бројка нели како фела и следејќи ги примерите на сите наши соседи каде што секаде нашата фела е организирана во комора
правен субјект, ние ќе бидеме условно имплементирани комплетно во здравствената политика, ќе бидеме имплементирани во образовниот процес, ќе бидеме секогаш паралелни во ние делови каде што се донесуваат проблемите и разрешуваат врз основа на истите, така да чувствуваме дека се препознава веќе оваа наша ваква обединетост и оваа ваква наша организираност и ние сме тука секогаш да искочиме со сето оно што ќе биде потребно како податоци кои што сме спремни во секое време да го дадеме, да ги изнесеме сите наши проблеми. Од тука и произлегуваат овие мои детални информации за сите наши нивоа во сите и во примарното и секундарното и терцијалното со кои што ние условно нели се сретнуваме. Така да ние сме во многу големи очекувања дека сето ова нели ќе биде многу правилно разбрано. Ние сме вклучително унија во која што сме сите професионалци. Ние сме во професија која што е препознаена и самостојна, меѓутоа ни фали закон. Немаме закон и затоа чувствуваме потреба дека со нашето учество во сите програми и сето оно што ќе го работиме заедно со раководните структури ќе дојдеме и до нашиот закон за сестринство, каде што односно за сите наши сродни струки каде што ќе се развијат нашите професии по сите наши интервенции како што треба. Има ли доволно медицински сестри? И госпоѓа Бешлиевска, ако сум во право, на медиумите постојано излегуваат фотографии од тоа какви се условите во болниците во Македонија, низ цела Македонија. Во какви услови работат воопшто медицинските сестри и лекарите? Па, видете да ви кажам, значи, тоа е нормално еден генерален проблем на нашата општа економска состојба и на целото општество во државата. Сметате дека доволно е вложено? Па, видете да ви кажам, мислам, напори се правени, меѓутоа не е тоа кое што ги исполнува и можеби ги задоволува сите стандарди на структурни услови, да кажеме. Меѓутоа сите нели нормално очекуваме дека еве сега овие најави на новите проекти со новите институции во цела Македонија, сите градови, значи ќе донесат некој многу по не се работи за нас дали ние ќе работиме во добри услови. Условно, многу е важно пациентите да ги пречекаме во многу добри услови, бидејќи нивната безбедност, сигурност и сето оно што ние треба да го оствариме во континуираната здравствена заштита, најважно е за нив тие во какви услови ќе ги добиваат здравствените услуги. А ние едноставно како професионалци мора да се адаптираме на сето оно што го имаме и да импровизираме со сето тоа што го имаме. Но како може да нема едни најобични гази во една болница, најобични шприцови во една болница? Па видете, тоа се едноставно одлуки индивидуални на одредени менаџерски институции. Тоа не е, мислам дека можеби не е генерално. Видете, јас сум 25 години во здравството и долги години, значи бев главна сестра на градската општа болница 8 септември, бев главна сестра на хируршките оддели и бев во времето кога 8 септември беше воена болница, значи сум поминала многу прилики, многу историја наназад, значи во здравствениот систем каде што имало и многу полоши моменти, многу полоши ситуации каде што сме се соочувале со комплетна импровизација на одредени работи, меѓутоа сега во овој момент барем имаме чувство дека сето оно што се планира стратешки во плановите и така понатака има ветување дека нели следствено со можностите на буџетите и така понатака ќе биде исполнето и сите ние очекуваме дека се ќе биде подобро. Сите сме во исчекување. А ова што го спомнавте во делот на малиот број на сестрите, значи тоа е нешто кое што е многу голема јада за нашата фела со години наназад, бидејќи стандардите кои што предвидуваат одредена бројка на персонал по однос на креветна зафатнина, број на пациенти или по однос на број на доктори, верувам дека во ниту една здравствена институција не ги задоволува бројките на персоналот. На жалост, се уште се наоѓаме во ниво на нерешен статус на редовно вработување, значи повеќето од нашите сестри мора да го остваруваат работниот век како во договор на дело, во ниво на волонтери, каде што не им се исплаќаат доприноси, каде што како да ви кажам, потребни ни се поконтинуирани конкурси во болниците и потребно е на истите конкурентноста да биде покачена и на сестрите од високото образование и сите што се дошколуваат и во повисоките втор циклус на студии и така за да можат да се остварат. Меѓутоа колективниот договор условно не ги предвидува специјалистичките студии, ги предвидува сестрите со средна и со висока стручна спрема во болниците и сега ние имаме еден многу голем проблем каде што непланираните високи школи во болниците не им се признаени на сестрите. Тие завршуваат, учат и на работните места каде што се наоѓаат, ако систематизацијски не се предвидени, значи
нивните школи не се признаени и тука имаме иницијација на едно многу големо незадоволство. Она што ќе биде наша најголема стратегија во формирањето на законот на нашите сродни струки ќе биде определувањето на интервенциите во нашите струки. Значи ние мора да се ограничиме каде завршуваат со интервенции сестрите со средна стручна спрема, каде започнуваат со висока, каде продолжуваат сестрите специјалисти и сето тоа мора да биде. Како е во моментот? Во моментот значи сите работат исто, а платени се на крајот на месецот различно. Значи платени сте различно заради тоа што ако имате средна стручна спрема, земате плата по коефициент значи основен 1,887 по колективниот до висок 2,30 во одредени поединечни колективни договори, а доколку да речеме работите со висока стручна спрема, сте платени по коефициентот 2,617, меѓутоа имате ситуација во која што вие немате разграничување на интервенциите. Господине Джеват, се извинувам, мора да бидеме самокритични. Ако бараме да не бидат признаени високите образованија, мора да имаме исклучителни задолжувања во рамка по интервенции што се треба да работи една сестра со висока стручна спрема како би си го оправдала коефициентот и плаќањата. Тоа е едно исто многу големо незадоволство кое што иницира една, ајде така да кажам, летаргичност и во моментот жал ми е така да кажам, меѓутоа една меѓуколегијална резигнираност во нашите профили и предизвикува многу големо незадоволство. Незадоволството е кога не ги признаете школите, а незадоволството е кога ќе ги признаете, оштетени се сестрите со средна стручна спрема бидејќи ја земаат истата плата, а условно работат исто. Господине Джеват, вие се соочувате со истите проблеми кои што претходно беа наброени? Како стоите вие со кадрата? Значи, јас идам од Општа болница Гостивар, доктор Ферит Мурат. Значи, истите проблеми ги наоѓаме и ние. Значи, недостаток на персонал и очекуваме дека. А на што се должи? Има некако вид на сегрегација кога се одбираат медицинските сестри? Или? Не. Мислам дека не е тоа, меѓутоа, значи, еден дел од персоналот ги надминува годишни гранични, значи, оди на пензија. Така да сега очекуваме да се среде овој дел. Значи ги имаме тие проблеми, недостаток на персонал, меѓутоа мислам дека во тек на време се одвиваат некои промени, некои работи кои што ќе ги надминеме овие проблеми. Така, значи, условите за работа кај вас недостасуваат најобични работи за еден пациент? Не би рекол дека е толку лошо како што се кажува по медиуми, меѓутоа. Да, болницата во Гостивар и беше критикувана. Не можам да речам дека е толку ептен критикувана, затоа што сега нормално политичките работи го прават своето. Мислам дека не е баш така како што некој го кажува. Нормално, некој дел може да е во тој вид, во тоа критика, меѓутоа претежно окей сме. Поради недостатокот на кадар, дали е загрозено функционирањето на здравствените установи? Па и јас би кажала дека оптеретувањето наше е многу покачено. Значи синдромот на согорување е веќе една тема која што треба да ја надмине табу основата во која што ние значи се трудиме максимално. Од тука произлегуваат и овие начини на кои што сме ние организирани во вакви преоптеретувачки смени и дежурства. Значи недостатокот на персоналот се иницира, замислете, во време на годишни одмори кога па ќе мора и таа мала бројка да се намали заради планирање на истите, вие сте понекогаш принудени на секоја втора или трета вечер да го организирате персоналот во смена. Ние се правиме за суштината на нашето постоење се пациентите. Ние како професионалци во сопствената професија мора се да направиме, меѓутоа никогаш на крајот на денот не можеме да си ги извадиме нашите интервенции и што све сме сработили за да видите колкав е нашиот стрес и колкаво е нашето согорување. Не можете никогаш со зборови да опишете работата во критичните единици каде што се нашите сестри во интензивните неги. Не можете да опишете стресната работа на акушерките во родилиштата, не можете никогаш да опишете стресната работа на нашите колеги во во брзата помош каде што се соочувате многу пати со границата на емпатичноста. Вие сте сепак без разлика што сте професионалци. Вие немате право во таа 24 часовна работа да размислувате дали имате време нешто да стигнете или не. Условно вие се задолжени, морате бидејќи се работи за најдрагоценното нешто. Едноставно ние сега на нашата централна прослава ќе искочиме со нашите приказни од нашето секојдневие
овие вистинските приказни, каде што ги доживуваме вистинските стресови, каде што ни се случуваат работи во кои што едноставно кога ќе ја надминете ситуацијата на една акутна состојба и дадете живот, така да се изразам општо, задоволството понекогаш ви го надминува и уморот и се. Ние во нашите професии немаме апсолутно право да размислуваме дека не можеме да постигнеме. Тоа е моментот кој што иницира синдром на согорување кој што е многу популарен во последно време и ние како Унија, значи ќе поднесеме апсолутни иницијативи за елаборати периодични во болниците, ќе ги побараме од раководните структури да бидат внесени како една континуирана систематски преглед на здравствените работници, каде што условно сите несакани случувања низ кои што ние поминуваме во секојдневието на работа бидат некаде регистрирани и имаме некој пат врз основа на кој ќе ги решаваме како такви и ќе има некоја регистрација и ќе имаме на било каков начин регистер на некои наши професионални заболувања. Токму тоа сакам да прашам. Вие сте линкот, односно врската помеѓу лекарот, односно докторот и пациентот. Меѓутоа не влијаете на формирањето на законите. Или имате многу мало влијание? Како тоа да се смени? Таа е целта сега, ова е обединување и ова репрезентативност која што, нели, со ова членство кој што ви го спомнав, со сета оваа организираност, значи интенцијата, целта е, значи, апсолутно да бидеме репрезентативни и да можеме да се имплементираме во здравствените политики. Ќе барате измени во законите? Па ние во суштина ќе бараме формирање прво на нашиот закон. Немаме закон за нашите сродни струки и тоа е најголемиот проблем со кој што ни ги прави, од каде што ни произлегуваат сите проблеми во здравствените институции. Кога би се формирал нашиот закон, тој започнува со тоа дека сме обединети во комора. Кога ќе го добиете правниот субјект, вие сте веќе, значи, репрезенти комплетно во здравствената политика каде што учествувате во решавањето на сите проблеми. И тогаш нема да ни се случи оваа состојба што ни беше од минатата недела, да од медиумите слушнеме дека имаме во анекс договорот предвидените 50 па до 75 или 80 калкулативно проценти за покачување и моравме да трчаме со реакциите и да кажеме. Затоа ги наметнавме компромисните состаноци со гранкови, со синдикатите, каде што се наметнавме со услови во кои што бараме сем овој селективен проблем кој што му се приде вака, значи да се развие и да сите наши сродни струки во оваа ситуација и сите сестри и акушерки и сите колеги кои што одат во ноќниот труд бидат обештетени онака како што треба да бидат обештетени. Инаку во оваа ситуација сега вака како обединети како Унија во ниво на раздружение ние се здружуваме во делот на едукативни работилници и така понатака, меѓутоа оваа бројка, оваа масовност која што покажа дека сите веќе се освестивме дека имаме заеднички исти проблеми, не носи во нивото на репрезенти и ние сме во очекување дека брзо значи ќе ја добиеме таа репрезентативност и ќе учествуваме и во прикажувањето и во решавањето на проблемите. Господине Џеват, господината Бешлиевска е прилично убедена и во она што го прави во моментов, на начинот на кој што зборува. Вие сметате дека имате слух од првите луѓе во овој систем? Значи ова што го зборува сестра Гордана е све вистина и затоа ние од нашиве контакти што ги направивме со нив и со целокупната медицински персонал од цела Македонија, дојдовме до ова здружување, тоест до формирање на ова Унија, за да стварно доаѓеме во разговори и решавање на овие проблеми. Ја мислам дека ние, како што преска вие рековте, дали ние ќе бидеме нападнати или не знам начинот на кој тие ќе не прифатат. Ние не бараме нешто што не го работиме, ние не бараме нешто што не ни следува. Значи, тоа што го бараме, тоа да ни се наплаќа. Значи, и мислам дека со формирањето на нашиот закон, тоест формирањето на комора, тогаш стварно ние ќе бидеме дел од разговори и мислам дека ќе успееме во овој правец. Ние сме дел од овие проблеми, ги имаме и ние како медицински сестри, техничари, акушерки, лаборанти, така да... Каква е состојбата во соседните земји, во земјите во Албанија, во Србија, во Црна Гора, Бугарија или Грција? Има комори таму за... Имаат комори, меѓутоа сега ние пратиме ситуацијата, имаме контакти со нив, ние имаме престоен конгрес во идниот месец, првиот наш конгрес ќе се случува 17, 18, 19 мај веќе закажан и ние сме во големи подготовки за истиот и од тие причини, значи имавме многу контакти со сите наши колеги од коморите од соседните земји, очекуваме нивно присуство. Во
меѓувреме ќе ги посетиме и ние некои од нив. Во моментот континуирано се случуваат во Србија истите проблеми со нашата фела и во Хрватска. Може би гледате во меѓународните медии, искачаат со огромни бројки, имаат недостатоци на над 10-13 илјадни бројки на сестри, каде што истите проблеми што ги имаме ние ги имате они, со таа разлика што се они многу позадоволни. Тие се незадоволни од основните примања, меѓутоа за разлика од нас ние сме, да речеме, како професија, ми се чини дека заслужуваме да се подместат коефициентите во колективните договори, бидејќи јас не е ништо тајно, значи една сестра со средна стручна спрема условно повеќе од 16 до 17 илјади денара не може да земе плата, и на тоа ако го додадете сето она што она го остварува во ноќниот труд, каде што во текот на месецот 5 до 6 смени ќе помине со ова покачување кое што сега го очекуваме на 300 до 400 денара, може да замислите колкава е таа еден формиран личен доход на една сестра со средна стручна спрема, а колкав е синдромот на согурување, колкави се нашите интервенции, колкава е нашата работа, колкав е нашиот стрес, колку е сето тоа. Јас секоја чест за сите други нивои све, меѓутоа ние сме тука во таа фела и го знаеме тој овакво нашиот дел, нашиот проблем. Се соочуваме со проблеми кои што ни иницираат додатни проблеми заради тоа што имаме незадоволство, имаме сестри кои што работат во собствените професии, во специјалистичките струки со години, немате начин да ги наградите, немате начин нивниот минат труд да го сем по коефициентот за минат труд другачие некако да го прикажете и да им го додадете. Не можете во ниеден случај да ги сертифицирате за нивната специфична работа. Јас не ви посакувам никогаш, меѓутоа некогаш сигурно сте виделе во специјалистичките амбуланти дијагностики секаде дека таму има сестри во специјалистичките дијагностики кои што со години го поминуваат својот работен век на дијагностиките за гастроскопија, колоноскопија, ехокардиографија, АБП, холтери и така понатака, условно многу, каде што со години работат и ги донесуваат испитувањата дијагностички до подпишување до докторот, каде што сме нели нормално ние сме тим и нормално дека ги сервисираме, а вие немате никаква можност таа сестра специјалист да ја издвоите како сестра специјалист. Не е важно дали е таа со средна или со висока стручна спрема. Едноставно тука е рамката и нема подместување од истата рамка. Тоа е и со сестрите во дијализните центри. Значи тие понекогаш ги започнуваат сопствените стажови кога ќе започне некој пациент на дијализа и додека е пациент од 35 години на дијализа, дај Боже, и тие својот работен век го поминуваат со истата група на пациенти, каде што се соочуваат со една индивидуална емпатичност и со сите проблеми и со сите животни приказни, така да кажам, на пациентите, и вие немате можност, сем условите на работа што коефициентот ги носи од колективниот договор од некој условно мал процент од 2-3% на личниот доход, немате никаков друг начин на сите тие сестри, да речеме, да им го извреднувате тоа на посебен или на друг начин. Исто е во примарното, исто е во секундарното и терцијалното. Многу сакам да го спомнам проблемот со сестрите од примарното и концесионерите. Значи Унијата ги донесе како фела која што на жалост и ние не сме знаеле дека остануваат секојдневно на улица без работа. Со затварањето на амбулантите на концесионерите и тие остануваат на улица. Тие условно нема каде да се обратат. Беа заштитени со законот 2 години со законот за работни односи. После завршувањето на таа 2 годишно трајање на законот за работни односи, тие останаа незаштитени и од законот за здравствена заштита и од колективните договори, и тие своето свртиште го најдоа и својата заштита ја најдоа во здруженијето и се сите наши членови, значи ширум цела Македонија. Работат нешто друго. И во моментот, значи имаат, значи бидејќи не се заштитени по закон, нивните проблеми се одвиваат врз основа на некои правилници во нивните сами амбуланти каде што се они. Следам минатата и поминатата недела веќе една поддршка од Сдруженијето на лекарите концесионери. Ја поздравувам поддршката, разбирањето кој што го покажуваат во последно време. Искрено многу се радувам што постигнавме да се слушне нивниот глас, да се слушнат нивните проблеми, и нивните проблеми не се само кога ќе останат без работа. Нивните проблеми се и додека работат. Меѓутоа, ние од кога ќе застанеме репрезентативно како што треба од другата страна со учество во законите, нив мора да ги вратиме во законот за здравствена заштита. Таа е нашата интенција, каде што они после завршувањето и затварањето на било која концесионерска амбуланта ќе се вратат во јавното здравство од каде што дојдоа. Тоа се сестри со над 30-35 години работно искуство. И искрено да ви кажам, задоволството нивно од донесувањето на нивните проблеми малку по малку ги ублажува сите оние проблеми со кои што они секојдневно се соочуваат, и на нас ни е многу мило што и они се заедно сега сите во овој момент сплотени со нас. Господине Джеват, истите проблеми се со платите и кај албанскиот дел, кај медицинските сестри? Истиот проблем. Значи, здравството е едно.
Не смееме да го поделиме на албанци и македонци, едно здравство. И истите проблеми ги имаме ние. Значи, една основна плата која што стварно, за жал, тоа е што е. Затоа ние ја презедавме оваа иницијатива, затоа се соединивме да ние дојдеме до реализација на подигнување на овој основен коефициент. Ова што сега се постигна, покачување на коефициентот на дежурства, добро е, меѓутоа селективно не е задоволително. Ние сепак имаме жалби од другата страна, од тие што не ги опфаќа овој дел на подигнување на коефициентот. Така да во иднина ние нема да седнеме со скрстени раце и со толку и завршиме. Значи ние ќе ги побараме нашите права, нашите покачувања, за да сите медицински сестри бидат задоволни како што треба. Се надевам дека следниот пат кога ќе гостувате во ова студио ќе дојдете со многу подобри услови или евентуално барем ќе се соочите со првите луѓе на Министерството за здравство. Мислам дека да. Така, јас ви благодарам што бевте гости во студио 1. Благодарам и ние. Многу брзо ни помина времето, мислевме дека ќе имаме простор, значи уште, меѓутоа тоа е тоа. Се надеваме дека ќе ги намалиме проблемите за наредниот пат, па ваков термин ќе ни биде доволен. Така, ќе бидете повторно гости. Ние одиме сега со останатите предвидени содржини по кратката пауза.